Анастасија Костова го освои второто место, а Дамјан Павлов третото на вториот државен натпревар по англиски јазик кој го организираше петата приватна гимназија со подршка на ФОН и Британскиот совет. Надпреварот на кој земаа учество преку 400 ученици од повеќе училишта во државата се состои во писмено тестирање со познавање на граматика, употреба на јазикот и изучување на британската култура. И уште од почетокот на месец декември нашата наставничка по англиски не извести дека ќе има таков надпревар и започнавме со подготовки. Имаше многу ученици, беа цела Македонија. Јас многу лесно поминах, едноставно ми изгледаше. Само малку се дојде некаде забуна, ама мислам многу сум задоволна од резултатите. Надпреварот се состои од reading comprehension, односно разбирање на прочитаниот текст, граматика, англиски во употреба и познавање на британска култура. Има само писмен дел, усно нема комуникација, затоа што мислам дека би било и невозможно да се спроведе, затоа што учествува над 430 ученици со 110 ментори од цела Македонија. За постигнатите резултати учениците добиваат сертификати и 50% од стипендијата, доколку од идната година се школуваат во таа гимназија. Освојањето на награди на наши ученици на републички надпревари го осликува начинот на реализирање на наставата во основното училиште Гоце Делчев во Виница, а тоа пред се е квалитетна настава со вложување на многу труд, одговорен пристап кон работните задачи, посветеност на работата и резултатите доаѓаат сами по себе и се и видливи. Како што рече нивниот ментор Јасмина Иванова, после овој успех веќе интензивно се подготвуваат за учество на регионалните и државните надпревари по англиски јазик кои треба да се